Најпрво пријавувањето се врши во најблиската полициска станица спрема местото на живење. Кога зборуваме за малолетници кои живеат во семејство, пријавувањето го вршат родителите. Доколку се сместени во јавна установа за згрижување, тогаш одговорните од јавната установа, а доколку се во згрижувачки семејства, тогаш определените старатели. Доколку пак детето не е згрижено во ваков тип на згрижувачко семејство или установа, туку живее со роднини, тоа го прават роднините. По добивањето на пријавата, да речеме во нашето законодавство го нема тој случај да се чека 24 или 48 часа пред да започне потрагата. Напротив, потрагата почнува веднаш по исчезнатото лице. Она што се прави се разговори со лица кои комуницирале прво од кругот на семејството, а потоа и ако е на училиште, другарчиња, родители на другарчиња и така натаму, се прибираат сознанија за можните мотиви за исчезнување, меѓутоа и за размислувањата, да речеме, дали е можно да е некаде засолнато, во договор со некого, дали е можно да ја напушти државата и така натаму, дали потекнува од дисфункционално семејство или имало проблем на училиште, да речеме, со школските другарчиња. Сите тие работи се земат предвид од страна на инспекторите. Доколку постои сомневање за одредено движење, траекторија на движење, тогаш секако се прегледуваат и снимки од надзорните камери, без разлика дали се тие јавни камери или камери од приватни субјекти, за да се види дали може да се регистрира движењето на тоа лице. Така што постои една цела палета на мерки и активности кои што инспекторите ги превземаат за пронаоѓање на исчезнатото, односно пријавено за исчезнато лице. Социјалните медиуми, нивната распространетост придонесоа на масовно ширење на дезинформации и лажни вести и покрај тоа што ние секогаш редовно, особено за сензитивни случаи, апелираме да не се шират дезинформации, да се воздржат од шпекулации, дури и граѓаните на социјалните мрежи, а кога имаме конкретно дело, секторот за компјутерски криминал го документира делото, го наоѓа оној кој што стои зад таа објава и потоа во координација со надлежното обвинителство се преземаат сите потребни мерки за санкционирање на овие лица кои шират лажни вести. Во овие 3 години, значи во периодот од 1 јануари 2020 година, па се до сега 74 малолетни лица до 14 години биле пријавени за исчезнати, од нив 65 се најдени и вратени дома, додека 6 потраги се уште активни, од кои 2 во Скопје, по една во Куманово, во Штип, во Прилеп и во Гевгелија. Кај овие повратниците, да ги кажем, многу често се случува во тие години, да речеме да станува збор за забраната љубов, па да одат со момчето, многу често и родителите ги посочуваат сите овие информации и многу е важно да бидат искрени во разговорите со инспекторите, затоа што тоа дава она основна трага каде да се бара исчезнатото лице, па се случува токму по таа трага многу брзо да ги вратиме назад, или да речеме кај малолетници кои се оддалечуваат од јавните установи за згрижување на деца, дел од нив и многу често го повторуваат ова дејство, меѓутоа повторно, како резултат на тие редовно и брзо превземени мерки и активности од страна на полицијата, се наоѓаат по местата каде што најчесто се движат и се враќаат во овие установи.